вечер, Бутел. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата, за подобра Македонија. Добро вечер, драги бутелчани, драги пријатели. Благодарам. Драги пријатели, ние тоа го знаевме и преходно, но кратко време по доаѓањето на новата власт, сите ние за кратко време свативме дека таа власт не ја бива и дека нема да трае долго. Не е случајно што во минатите 11 години ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија победувавме на 10 изборни циклуси поред. Не е случајно. И повторно и во декември победивме. Тоа што составија влада, сите знаеме зошто ја составија и кој им ја состави. Драги пријатели, сите се уверивме во овие 4 месеци помрачување што ја снајде Македонија, дека ова нова власт ниту сака, ниту знае да направи нешто корисно за народот. Од овие причини, уште во првите недели по нивното влегување, ние се фокусиравме да седнеме, да разговараме, да ги искористиме сите можни капацитети за да создадеме една нова визија за Македонија по заминувањето нова вештачки залепена власт, привремена власт, една нова визија за наредната декада која што ја нарековме нова ера за Македонија. Таа нова ера, тоа ново утро што ќе дојде од како ова помрачување ќе замине, а јас ви уверувам дека тоа брзо ќе се случи. Особено по силната победа на ВМРО ДПМН и коалицијата на 15 октомври. Таа нова ера, таа нова стратегија за наредната декада, за наредната десетолетка, која што веќе ја промовиравме минатата недела, пред една недела, на големиот собир во Скопје, предвидува една нова етапа во развојот на Република Македонија и во решавањето на најгорливите проблеми на граѓаните на Македонија. Со таа нова ера предвидуваме да се затворат многу крупни прашања. Додека оваа сегашна власт само зборува за реформи, а не прави никакви реформи, додека се занимава со работи кои што не би требала да се занимава една сериозна власт, од типот што да слушат од тоа што го изградила предходната, каква политичка хајка и против кого да поведат, какви штетни договори да направат за да им удоволат на оние кои што ги донесоа на власт и слични работи, ние оценивме дека на овој народ најважно му е она што најмногу го тишти, а тоа е невработеноста, нискиот животен стандард и други проблеми кои што се поврзани со потребата од поквалитетно образование, сиромаштијата со која што се соочуваат луѓето, сиромаштијата која што офаќа многу луѓе, невработеноста кај младите и работи кои што се реални и за кои што треба реални мерки, реално работење. И затоа не случајно и слоганот на нашата кампања за овие локални избори е секогаш работа, секогаш Македонија. Затоа што ВМРО ДПМН и коалицијата секогаш беше фокусирана на работа, да се реализира тоа што е ветено, неуморно работење, но и на наоѓање и создавање услови да најде народот работа, оние кои што немаат работа. И не е случајно она што дојде во изминатите години и што го направивме и што отворивме толку многу нови работни места. Затоа, драги пријатели, во новата ера, со новата стратегија, предвидовме дека во наредната декада, како што во преходната декада се отворија 170.000 нови работни места, во наредната декада ќе се отворат најмалку
50.000 нови работни места во Македонија. Ние не се занимаваме со тривијални работи од типот на тоа дали од оградата ќе се направат квупи или ќе остане оградата, дали ќе се тргне споменикот на некој револуционер што го ризикувал својот живот или го дал својот живот за слободата на Македонија, или дали и како, односно со што рушал некој министер во минатото. Ние се занимаваме со суштински работи и решавање на суштинските проблеми на народот и на граѓаните. А една од најсуштинските проблеми е отворањето на нови работни места. Затоа што таа истовремена и го решава проблемот со вработување, но и го расне стандардот и платите на оние кои што веќе работат. Така, драги пријатели, една од клучните компоненти во новата наша стратегија е отворање на најмалку 150.000 нови работни места и ние одиме со скромни бројки, затоа што не сакаме да ни се случи промашување и секогаш сме поскромни за често да можеме и да изненадиме со уште подобри резултати од ветувањата. Нашата визија, нашите пресметки, нашите експертски анализи потврдија дека ова е можно и ова ќе се случи со зголемување на растот на економијата во просек за таа нова декада од 4% од БДП или повеќе, со што ќе се овозможи отворање на нови работни места. Македонија мора да остане и во таа декада држава со најниски даноци во светот. Ние сега сме со најниски даноци во светот. Но новата власт најави дека после локалните избори, тоа тие го објавија, ќе дојде до зголемување на даноците. Ќе го зголемуваат персоналниот данок на доход, ќе го зголемуваат данокот на добивка, придонесите кон здравствено осигурување, кон фондот за здравство и придонесите за пензиско осигурување. И не знам дали знаете дека тоа ќе значи истовремено намалување на нето платата, на таа плата што ја зима работникот. Затоа што има условно кажано, една плата има две компоненти. Има бруто, во која што е оној дел што го зима работникот, и оној дел што оди за даноци и за придонеси за пензиско и здравствено. Со зголемувањето на даноците, бруто платите ќе си останат исти. Нето платата ќе се намали, затоа што оној дел што е за персоналниот данок и оној дел за здравствено и пензиско осигурување ќе порасне и ќе се намали од делот на нето плата. Тоа значи зголемување на давачките. Тоа, драги пријатели, е лошо за Македонија и лошо за сите граѓани. Пред се за оние што се вработени и за оние кои што во иднина ќе се вработат. И затоа, драги пријатели, ние во новата стратегија предвидуваме повторно Македонија да има најниски даноци во светот, за да може најголем дел од парите да останат кај работниците, кај вработените и кај компаниите, за да можат компаниите со тие пари, со тој профит, да инвестираат и да отвораат нови работни места во Македонија. Тоа е визијата, тоа е стратегијата. Со оваа нова визија, со ова ново утро за Македонија, кое ќе дојде после ова затемнување, после ова замрачување, што се случи на Македонија, се предвидува намалување на сиромаштијата за 3/4 во новата декада. Се предвидува исто така преполовување на невработеноста кај младите луѓе. Јас знам дека сега СДСМ, сите знаеме на минатите избори, ветуваа дека кај младите ќе воведат некаков проект за загарантирано вработување после 6 месеци, наречен младинска гаранција. И дека секој млад човек 6 месеци по неговото вработување ќе биде повикан од владата и ќе му биде доделено работно место. Сега веќе почна тоа да го забораваат и мумлаат нешто друго. Дека ќе дале пракса, наместо вработување, пракса, значи на волонтерска основа, без пари, да стекнат некоја пракса, ама не сум чул некој дека за пракса бил повикан. Еве, вие дали знаете, дали сте чуле дека проектот Младинска гаранција функционира во Македонија? Не сте чули и нема ни да чуете. Затоа што тоа беше една од големите измами на СДСМ минатата година, за да добијат што повеќе гласови. Како што и сега во кампањата ќе одат со многу лажни ветувања и измами, и веќе одат, со цел да го измамат народот.
Ама народот не се мами така лесно. Тие не успеа во мнозинство да го измамат и минатата година, ама сепак голем дел луѓе се измамија. Сега ни тие нема така лесно да се измамат. Со новата ера, драги пријатели, предвидуваме исто така зголемување на квалитетот во образованието. Зголемување на квалитетот во основното и средно образование, со што Македонија ќе влезе во првата половина на земји на листата на ПИЗа. Сега сме длабоко на втората половина. А исто така, барем еден универзитет во Македонија да влезе во првите 200, рангирани според Шанхајската листа, најреферентната листа за рангирање на универзитети. Сега во моментот, Македонија увезува струја, најмалку 30-40% годишно се увезува струја. Затоа што немаме доволно изградени капацитети за производство на електрична енергија. До крајот на новата декада се предвидува Македонија од нето увозник да се претвори во нето извозник. И така, драги пријатели, за сите сфери, за сите области, предвидуваме концепт за сериозен напредок, за сериозен развој, концепт во кој беа инволвирани многу експерти, многу луѓе, многу консултации и многу време потрошивме во овој период, затоа што гледаме дека оваа власт не ја бива, ниту пак ја биде. Поставена е на погрешни основи, се занимава со маргинални работи, се занимава со работи кои што се негативни, кои што ништо добро не му носат на народот, влегува во една рекетарска ера кон компаниите, заплашување на кого ќе стигнат. Влегува, еве и во оваа кампања, влегува со ослободување на голем број на криминалци, гледајќи дека ќе ги изгубат изборите, па веруваат дека ако ги ослободат од затвор некои криминалци, тие преку своите криминални активности ќе им ја донесат победата. А не се свесни дека тоа ќе ги дозакопа, дека тоа само ќе го мобилизира народот повеќе и побројно да излезе и на 15 октомври референдумски да гласа за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија и против СДСМ и нивната криминална власт и криминален начин и обид за добивање на изборите. Драги пријатели, ја следиме и нивната кампања. Се сведува на 3 работи. 1/3 до 1/2 од говорите ги посветуваат да ме навредуваат мене, да ме пукаат, да ме омалажуваат и мене и моите соработници и ВМРО ДПМН. Кога пукате по некоја партија и по некои личности што создале, што изградиле, што направиле, треба да сте свесни дека е исто како да пукате нагоре. Пуканката ви се враќа врз главата. Тоа ќе им се случи на нив на 15 октомври од овој народ кој што знае и гледа што тоа ние направивме во изминатиот период. Само нека продолжат да не пукаат и навредуваат. Нив ние нема да ги навредуваме, нема да ги пукаме. Затоа што народот гледа, народот е свесен, народот прави разлика и на 15 октомври е свесен дека тогаш е неговиот миг. Тогаш е неговата моќ. Не пред тоа, не по тоа. На 15 октомври нема да го прелажат повторно. Ќе излезе и масовно ќе го казни тоа што го гледаме. Ова помрачување сега. Драги пријатели, втората третина или помалку од 1/2 име повторно лажни ветувања, најголем дел од работите неисполнливи и третото име една чиста демагогија, едни абстрактни поими, ќе донеле живот, во Бутел ќе донеле живот, што да ви кажем, ќе донеле воздух, како во приказните со Итар Пео, со Настрани Оджа, каде што продаваа разноразни работи на народот со некои троштини, така и овие нашиве, што се сега на власт, ќе продаваат воздух на народот. Народот има воздух, народот има живот, животот го дава Господ, а не СДСМ. Драги пријатели, новата ера ќе дојде после ова замрачување кое што го карактеризира и едно незаконско работење на новата власт. Свесно тераат незаконски.
Влезени се во една еуфорија, влезени се во еден занес, еден вознес, дека се донесени вечно да владеат, бидејќи не се избрани. Тие изгубија на изборите, тие се донесени. Веруваат дека вечно ќе бидат на овие позиции и затоа не гледаат ни што е закон, ни што е народ. Но народот ќе им покаже кој се и кој е овде народот на 15 октомври ќе покаже. Помеѓу другото и заради тоа што ода директно спротивно на волјата на народот. Директно, свесно. Значи не несвесно. Се случувало некои власти додат да направат нешто, верувајќи дека е тоа добро и верувајќи дека тоа народот го сака. Не, овие знаат дека не е тоа така. Затоа што може тоа да го измерат, затоа што може да го чуат народот. Знаат дека народот има спротивно мислење од она што го прават, еве да речиме со договорот со Бугарија. Каде што прифатија да во учебниците, во нашите основни и средни училишта, во иднина, после една година од сега, да почне менување на учебниците по историја, да се менуваат, да се пишува дека сите ние сме бугари, дека Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули, Никола Карев биле бугари, дека Илинденското востание не било македонско, туку било бугарско. Понатаму, дека 11 октомври, денот кога е пукната првата пушка во борбата против фашизмот во Македонија, не било востание, не било пукање на прва пушка, туку било идеолошка борба помеѓу две идеолошки спротивставени страни на народот, на бугарскиот народ во Македонија. Тоа го потпиша, без преговори, без обиди да изјаснуваат барем нешто. Да се обидеа барем нешто. На 5 минути на едно кафе, како што кажуваа, прифатија се, зашто ние преходно се боревме да не биде така, затоа што ние ја следиме реалноста, волјата на народот и она што е вистина. А не ни е цел да задоволиме некој за тој да не донесе на власт. На власт носи народот. Тоа било и ќе остане. Се друго е исклучок и инцидент, кој брзо ќе помине. Народот ќе си ја врати власта во Македонија. И тоа ќе почне сега на 15 октомври. Дали вас некој ве праша, драги пријатели, да ве прашам, дали ве праша пред изборите или после изборите за склучувањето на ваков штетен договор со Република Бугарија? Да чујам. Не ве праша. Знам дека не ве праша, но убаво е кога тоа ќе се потврди и ќе се слушне. Ниту ве праша за тоа дали да се откажеме од македонското малцинство во Бугарија. Ниту пак ќе ве прашаат за она што го подготвуваат во делот на решавањето на името со Грција на ист начин како што го решија договорот со Бугарија. Тоа го планираат после изборите во наредните месеци, во наредниот период, може би следната година. Нити ќе ве прашат, туку само ќе гледат да градат атмосфера дека тоа што се прави е добро за сите, дека многу се направило и ќе се обидат да притиснат што повеќе од медиумите за тоа да го представат како некоја голем успех и голема победа. Повозрастните сигурно се сеќавате како тоа го направија кога во 1995 година го потпишаа договорот во Обединетите нации, со кој што не нарекоа ФИРОМ, и ни кажаа дека тоа ќе трае само 2 месеци. После ќе се врати името, донесоа голема група луѓе на плоштадот Македонија во Скопје, да го слава тој договор. Луѓето поверуваа, медиумите кажаа треба да се слави, луѓето поверуваа и играа оро на плоштадот Македонија од кеф што сме го прифатиле привременото име ФИРОМ, кое што еве до ден денес стои. На тој начин ќе се обидат и новиот договор со Грција да го продадат. Меѓутоа, 15 октомври е денот кога освен што ќе се гласа за градоначалници и советници, народот треба масовно да се изјасни и за ова. Масовно. Затоа што ова е државен интерес. Ова е државен и национален интерес. И ако сега не се изјасни, народот после не може да каже дека друг им е виновен. Дека ВМРО бил виновен, требало овака да направи, така да направи, ова да каже, ваму да излезе, не. Сега е моментот, на 15 октомври, масовно, со пенкалото во рака, гордо, достоинствено, да се излезе и да се каже што се мисли за ова помрачување што е зафати Македонија.
Народот треба да си каже и што мисли за носењето на некои неуставни закони, кои што еве во последните недели се дискутираа на 15 октомври. Што мисли и за планот за носење мигранти во Македонија да се доселат и да им се дадат државјанство. Јас се сеќавам уште во последните години кога бевме во власта, ни побараа да се доселат во Македонија 150.000 мигранти и да им се дадат државјанство. Да им се помогне да им се изградат живеалишта, ќе ни помогнели од надвор за тоа, нели? Но и ние исто така да инвестираме во тоа и истовремено да им се дадат на сите државјанства, на сите што ќе биде донесени. Ние на тоа не се согласивме поради повеќе причини. Една од причините е што нашата држава не е економски мокна да прифати толку многу луѓе и да отвори толку многу работни места. Па ние се мачиме за нашите луѓе тука што живеат, што се родени да отвориме работни места. Ние не сме држава која што има недостаток на работни места. Како што имаат некои богати држави, имаат потреба од работници, немаат работници. Кај нас битката е да се вработат луѓето, да се зголемат платите, а не да прифаќаме нови невработени и да се чудиме како да живееме со тоа. Драги пријатели, некој тоа го прифатил. Им се испушти сега пред изборите и извадија стратегијата, кај што кажуваат во кои општини ќе граделе згради и така натаму. Она што го дознаваме е дека планираат во наредниот период најпрвин да ги прифатат покрај јужната граница во бегалски кампови, а потоа како ќе се градат објектите така да се префрваат и да се одомакинуваат тука. Затоа велам, 15 октомври е денот кога народот треба да каже што мисли за се, па и за ова. Дали се согласува или не. Не е тоа ден само за градоначалници, иако тоа е многу важно прашање. Тоа е ден да се каже мислењето за ова помрачување. Или пак за политичките хајки и прогони што ги започнаа со цел да ја прикријат својата неспособност. Народот да не се занимава со тоа што не го исполнуваат, со тоа што не го реализираат. Да не се занимава со новите газди во владата, газди на фабрики, кои што ги вртат економските политики на начин да бидат добри за нивните фабрики. Нив не им треба нови инвеститори во Македонија, ќе им ги земат работниците, ќе им понудат поголеми плати. Нив тоа не им треба. На газдите им треба вака да остане, за да си остане секако постаро, да имаат големи добивки, мал дел да оди за работниците, поголем дел за нив. И за тоа на 15 октомври народот ќе си го каже своето мислење. Ќе си го каже и за очигледниот притисок што се прави врз медиумите. Очигледниот и видлив притисок што се прави врз судиите. Само за 2 недели им пуштија 15 кривични пријави на судии кои треба да судат. Ќе си го каже своето мислење и за притисокот што се прави врз администрацијата. И за притисокот што се прави врз странските инвеститори. Нов странски инвеститор нема стапнато во Македонија откако е стапната оваа власт во владата. Тоа што ги гледате што ќе се појават по некои се оние што почнале да градат во времето на ВМРО или пак склучиле договор со владата во времето на ВМРО, па сега почнуваат да градат. Нов некој што не бил во тоа време, сега да дојде нема стапнато откако е стапната оваа власт во владата и тешко дека и некој сериозен ке стапне. Драги пријатели, помрачувањето се гледа и во економијата. Да ве прашам, ви ветува просечна плата од 500 евра. Добивте ли просечна плата од 500 евра? Да чувам. Не добивте. Нема ни да добиете. И за тоа ќе си кажете своje мислење на 15 октомври. Ветува дека пензионерите ќе добиваат повисоки пензии. Тука сретнав доста пензионери, се поздрави, поразговарав. Да прашам, ги зголемија ли пензиите новата власт? Не ја зголемија. Добро. И за тоа пензионерите ќе си изјаснат на 15 октомври. Младите добиваа многу ветувања. Дека ќе се стопирало заминувањето од земјата. Дека ќе се врателе младите од диаспората. Дека ќе имало младинска гаранција. Дека ќе имало вработување за младите. Има многу млади тука. Да чујам. Добија ли нешто младите? Не добија. Тешко дека и ќе добијат нешто, драги пријатели.
Пак ќе го чекаат ВМРО да помане. И младите, и пензионерите, и земјоделците, и социјалните случаи кои што имаат потреба од социјална поддршка. И оние што чувствуваат дека платите им се ниски. И вработените и невработените. Почна пат на индустријата. Имаме пат на прометот во индустријата за 9,1%. Девизните резерви паднаа за 172 милиони евра за 3 месеци. 172 милиони евра за 3 месеци. Ги запреа сите крупни градежни проекти. Сите крупни градежни проекти од гнев. Зошто ВМРО ги почнало? Видете им гумо тука. Од гнев зошто ВМРО и омрза према нас. Ја запреа целата економија. Зато им паѓа економијата. Се запреа 3 автопатишта. Се запре градбата на клиничкиот центар. Се е готово, се подготвено, подпишан договор, обезбедени финансии, се. Не чидело местото, ќе граделе на друго место. Нит ќе градат на друго место, нит ќе почнат да градат. Еве ви го кажувам ова. Или ништо нема да изградат, или од срам ќе се вратат и ќе градат таму кај што ние го направивме проектот, ги обезбедивме парите и само таму сега може да се изгради. Затоа што има причини зашто не градиме на друго место. Не е тоа случајно. Градбата на друго место ќе чини 500 милиони евра. Треба 10 години за тоа. Градбата тука ќе чини 130 милиони евра. И може веднаш да почне. Све е анализирано. Сите работи се пресметувани. Тие дојдоа првиот ден во владата, нема да градиме клинички центар, има поубаво место, таму ќе градиме. Ајде да видиме дали ќе градат таму. Ја ви кажувам, се кладам со кој сака, дека на друго место клинички центар нема да градат. Затоа велам, се стопира. Го стопира и градбата на училиштето во Избегово. Се што можеа да стопираат градинки и така натаму, се запреа. Нешто од тоа ќе продолжат после година-две, за да испадне дека тие го изградиле. Да заборави народот дека повеќе од пола или 80% е завршено во наше време, тие по 2-3 години да направат нешто и да речат, еве, видовте, ние изградивме. Ама народот разбира, што ја подценуваат неговата интелигенција. Тоа па што им го направија на земјоделците. Пред изборите лажеа, вака ќе биде, така ќе биде, повеќе ќе даваме 10% поголеми субвенции, не знам што. Ај што нема 10% повеќе субвенции. Туку сега им кажа во иднина, ако не ти е поголем приносот оваа година од минатата, нема субвенции. Чекате бе луѓе, може годината нема да се погоди. Може би ќе има повеќе или помалку дожд. Може би ќе има замрзнување, може би ќе има некоја друга мака. Како тоа нема да ни даете субвенции? Така. Тоа е помршувањето кај земјоделците. И повеќе од тоа, допрева ќе видиме. Драги пријатели, да се концентрираме на оние кои што работат и создаваат. На оние кои што секогаш работат и секогаш во преден план им е Македонија, а не некој друг. Затоа на овие избори излегуваме со добро пресметани програми, откако се завршија доста работи овде во општината Бутел и во градот Скопје. Излегуваме со нови нешта, со нови планови, со нови проекти. Досега во Бутел се завршија доста работи. Да речеме, ќе ве подсетам или информирам тие што не сте во тек, дека од 2006 до 2016, плюс во 2017 во овој период додека бевме на власт, има плюс од ова, бројот на вработени во Бутел е значајно зголемен. Не е решено целото прашање, но е значајно зголемен. Во 2006, кога дојдовме во владата на 31. август, во Бутел биле регистрирани 3626 вработени лица, лица што оделе на работа. 3626. Во септември 2016 регистрирани вработени има 7248. Повеќе од дупло. Тоа е работа. Тоа е, и затоа велиме секогаш работа. И во иднина ќе продолжиме со исто темпо и со отворање на нови работни места за сите граѓани, за Република Македонија, со новата ера за Македонија. После 50 години настава во стари бараки се изгради нов објект за основното училиште Живко Брајковски во вредност од преку 1 милион евра. Ветено, реализирано. Инвестираше и владата,
инвестираше и помагаше и локалната самоуправа, и во оваа прилика дозволете да му честитам и да му се заблагодарам на досегашниот и се уште актуелен градоначалник Петре Ватиновски за неговиот влог за Бутел, за неговата посветена енергија, за неговото работење и исполнети ветувања и за се она што го направи за оваа општина. Се изгради и нов објект и за средното училиште Зефљуш Марко во вредност од околу 2.300.000 евра. Извршивме реконструкција во училиштата Свети Климент Охридски, Панеот Гиновски и Петар Здравковски Пенко во вредност од преку 8 милиони денари. Практично општината ги реконструираше сите училишта овдека во општината Бутел. Се извршија реконструкции во училиштата, како што споменав, Свети Климент Охридски, Панеот Гиновски, Петар Здравковски Пенко, но извршена и реконструкција на спортската сала во основното училиште Свети Климент Охридски. Се изгради кружен тек на улиците Боса Иванова и Александар Урдаревски во вредност од околу 23 милиони денари. Во Љубанци се изгради нова спортска сала, а во тек е изградба на ново фудбалско игралиште. На територијата на општината се изградија 3 спортски сали, и тоа во училиштето Живко Брајковски, во училиштето Ацо Шопов и во средното училиште Зефљуш Марко во вредност од околу 90 милиони денари. Во Бутел се изградени и 2 повеќенаменски спортски игралишта и тенески терен. Во 2016 се отвори детската градинка во населбата Радишани со капацитет од 120 дечиња од предшколска возраст. Се изврши изградба и реконструкција на локалната инфраструктура, и тоа патот за Визбегово, патот за Љуботен, Љуботенски пат, патот Љуботен-Љубанци, патот Бутел-Љуботенски пат, како и патот Кучевишка бара, Чучер-Сандево, во вредност од околу 38 милиони денари. Се изгради фекалната канализација за дел од населбата Радишани во вредност од 117.000 евра, а се изгради и водоснабдителскиот систем на населеното место Радишани ниска зона во вредност од околу 260.000 евра. Градеше и создаваше општината и градоначалникот Петре Ватиновски, градеше и создаваше градот Скопје, начело со градоначалникот Коце Трајановски, кој даде се што можеше за оваа општина. Се разбира, и ние како влада помагавме многу. Драги пријатели, доста се работеше на подготовка на новата програма. Новата програма за градот Скопје, наречена Нова ера за Скопје, начело со Коце Трајановски, сегашен иден градоначалник на Скопје. И новата ера за Бутел, со Дарко Костовски начело. И со советниците. Кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и коалицијата за Бутел и кандидатите за советници на градот Скопје, предводени од доктор Христијан Мицковски, генералниот секретар на ВМРО ДПМН. Драги пријатели, уште еднаш ќе повторам, во овие програми можете да најдете многу повеќе проекти и за Бутел и за градот Скопје. Затоа што, и да ги прочитате, затоа што тоа ќе се реализира. За разлика од она другото, каде што немаме реализација, или во најголем дел немаме реализација, кај ВМРО ДПМН имаме 100%, а некогаш и повеќе од тоа реализација. Драги пријатели, на нашата татковина, како никогаш досега, и се потребни докажани луѓе. Исправени сме пред голема историска одлука за еднината на нашата земја. Доведени се во прашање нашата економија, националниот идентитет, култура, јазик и држава. На 15 октомври на локалните избори гласајте за луѓе чии постигнати резултати сите ние ги знаеме и чии луѓе ги познаваме добро, нивните карактери, нивниот начин на работа. Луѓе кои што знаат да создаваат, да градат, да помагаат, да се грижат. Гласајте за луѓе за кои знаете дека постојано работеле и во иднина ќе продолжат да работат за наше заедничко подобро утре. Луѓе кои ги исполнуваат изборните ветувања, веруваат во правда, не бегаат од одговорност и учат од своите грешки. За луѓе кои веруваат во народот и во неговите способности.
Гласайте за кандидатите на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за да продолжиме заеднички да ја градиме нашата иднина. Да продолжиме да градиме општество во кое сите ќе живееме во слога и мир, без поделби и омрзи, со меѓусебна почит за сите граѓани. Да ги зачуваме нашите заеднички вредности и да ги почитуваме правата и потребите на сите граѓани поединечно, независно на нивната политичка, верска или национална определба. Обединети да ги надминуваме предизвиците со кои се соочува нашата држава и да ја зачуваме заедничката цел. Цел која секогаш е иста и се вика Македонија. Од сите нас зависи во каква Македонија сакаме да живееме. Како што од сите нас зависи во каков Бутел сакаме да живееме, во какво Скопје сакаме да живееме и во каква Македонија, како што реков, сакаме да живееме. Нашата работа секогаш ќе биде посветена на вас и на Македонија. Секогаш ќе работиме на подобро утро и секогаш ќе се грижиме за нашата заедничка Македонија. Со нас нема празни зборови и општи апстрактни фрази, туку работа и исполнување на ветувањата. Заради сето ова, на овие избори велиме гордо и јасно: секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври. Со пенкалото во рака, масовно и со главата горе. Да одбереме работа и посилна економија. И секогаш да сме на страната на Македонија и интересите на народот во неа. Секогаш работа, секогаш Македонија. Да живее Бутел, да живее Скопје, да живее Македонија, да живее ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.